Подкастот со Филип Филиповски го снимивме пред трагедијата во Кочани. Брату, го прашавме од позиција на ВМРО-вец да ни каже, зошто постои впечаток дека сите досега сте исти? Има ли шанси оваа општина некогаш да биде град? Ке бидеме ли вистински реформатори и што попрво ке треба да се реформира? Со наративот за успешно консолидирање на својата партија, Филиповски изгуби, но на партијата не лути се човече. Чекај да видев како Ще суради воду или? наредени, пошто сте ми... Да, чаше суради воду, ке пиемо воду. Пошто сте ми гостин, вие имате право на не љути се човече да го отворите игру с црвени фигурице. А ви сте дамо, па ја давам на вас. После те па. Знада се. Да утврдимо правила? Пред да почнемо? Играмо по ваши. Ако прва ги утерам плави војници или фигурице у мое поле или у моју куќу, одговарате на сви прашања. Што ќе ви ги поставам? Ако сте ви победник, ако ме бутнете, имате право да не одговорите само на едно прашање. Фер ли е? Много фер. Идем. Оддамо како тебе, да. Што тражимо? 22.500... О, не, тој беше минимална плата. Што тражимо? Тражимо шестицу. Петка. Идемо у стрелки на часовникот? Ви ги кажувате правила. Добро. 3, 4, 5. Филип Филиповски у подкастрување. Изволте. 5 не 6. Па 5. На 5 оставиш. 1, 2, 3, 4, 5. Краду. Извини. Не сам директор, ама краду. А моje е Што да да превенирам. Кажу. Што да правам? Опа, 5. Научена беспомошност е психолошка состојба која што научниците, односно психолозите, ја кажуваат, односно објаснуваат за народот, за нашиот народ, за балканските народи во последните 25 години. Научена беспомошност е она што во маѓепсаниот круг за гол живот или за оние што немаат вода во очи, се борат да не го кажат своето мислење, мислејки дека ако го кажат, нема ништо да променат во општеството во кое што живеат. Во која фаза сме од таа научена беспомошност? И како се сеќавате на времето кога може би бевме само беспомошни, ама никој не беше научил на тоа? Ајде, малце за гимназиските денови. Научена беспомошност, време, Да, дистанца. Колку години има од тогаш до сега? кажете ми вие. Па јас завршувам некаде 93-та година, 92-93-та гимназија. Беспомошност, луѓе, популација, организирана форма држава, ние присутни, 18 годишни, вие тогаш сте имале 16, јас 18, и сме сведоци на ова транзиција од 90-тите до сега, 34 години, интересни доживувања. Дали е подобрена состојбата и амбиентот во кој живеат луѓето или влошена, и дали е дојдено до поголема демократичност. Треба да одговориме во оваа емисија како приоритет или? Како приоритет е, кој не научи најмногу да бидеме беспомошни?
Самите ние, бидејќи граѓаните си го бираат изборот кој ќе ги предводи и во кој правец ќе се движат од политичкиот амбиент. Значи, луѓе су криви за све. Како и овек. Еве еден. Не крадам. Еден Следно чекор. прашање. Морам да ги сменам мачарите. Ништо не гледам со овие. Како и за да работи в семафори. Например, денеска не работе сва. Ако сам пешки, сметам и што не работи семафори. Па има кружни текови тенденција. За семафори може да ви кажа едно приказку кога дошле французи во Куманово и кумановци ги шетале во Куманово и се вратиле после општину, викав, град Куманово, како и што се обрати сте ви. Град Куманово, не општина Куманово. Да. Согласно закон за локална самоуправа, градот Скопје и општините. А ми граѓани сме. Вика, извините, ама немате семафори, а викате дека сте град. Така да кумановци почнува да ги градив, ги поставljав семафори и вајдата комплекс још увек трае и имamo само 2 или 3 кружни токови, 3 во Куманово, докато други помални места има повеќе. Како решавање на сообраќајен месеж. На комплекс тој на нижу или на вишу? Па не знам, тој треба да каже тие кои треба од потребе на решавање на сообраќај да ga даде прашање, да одговори на тој прашање. Директор на водовод ќе доаѓа, викав. Нешто, водостопанство, што е тој? Тој е гост. А де водостопанство? Кој ќе доаѓа? Господин Филип Филиповски. Главом и брадом. Тој е господин, еве вода, господин. А вода? Се водичко. Послужете се. Може на гостина да му сипеме воду. Ама он с вода работи, знае да сипе вода. Не е хлорирана, чиста е. Не бе чиста. Може? Едно прашање, може ли док сум тој? Може да. Кумановска ли вода има 2 атома на водород, еден на кислород, како и сви? Од хемиски или гледам Од хемиско. Кумановску како корисници или Липковску, како пошто вода се наваѓа у Липково и се акумулира у Липковску акумулација и влажни. Така е, од тој сливно подрачје од територијум на општина Липково доаѓа вода кој го пие в Кумановци. Значи нема ни вода нашу. Вода спекна дотурна вода од акумулација глажње Липково до фабрика за вода. Значи хемиски елементи се тие исти. Па да. А 2H, H2O. 2 водород, 2 атома на водород и 1 кислород. А како стиза, сега викаш од Липково, како стигне докаде мене дома до Чеш? До Чеш. Од Липково, како стигне докаде мене дома до Чеш? пешки. Значи Липково нема бесплатен превоз. Па нема автобус. Извини. Ништо. Гравитација, овие рамноземјаши ке не изедев. Мислам дека јас сум наред. Мислам дека ви се допада одговор на прашање дека пешки доаѓа вода. Само си доаѓа, вода си ga најде свој пат. Се допадна, по очи му виде. Брату! Ич да иќу во Маровци у Куманово, што се викав, тако што се ословував, па и јавно. Брату! 3. Овој сидро га рипам. Рипај га. Овој... Или не га рипаш. Сидрото што... Како беше? Сидро што не влече напред. Да ga забравим. 1, 2, 3. Да. Пошто ја га рипна, не га броја и... Зашто се викате брату? Дали се... И кој е истинско ВМРО? За Куманово зборим. И зашто се побогу поделисте на помали патриоти и поголеми патриоти? Не може да разберу брату. Да го направу корак или да одговору. За да добиете на време, прво го направите корак. Тоа е мој добронамерен савет. Исто идем. 2 петке, 2 единице, 2 тројке. Зашто се викате брату? Што значи тој, брату? Зашто не направисте да не се осеќамо патриотски? Освен кад на некој свадбу го чуемо ја излези Ѓурѓо. Откуде тој? Кој е истинско ВМРО? Зашто се скарасте за тој? Малце бесте разочарени.
Мислите дека сме се скарали? Скарасте се интерно. Кој е за Грују, кој е за Максу, кој е за... Скарасте се. Имаше несогласувања. ВМРО ДПМН е општински комитет Куманово сега официјално, ако разговараме за организација, една модерна организација која има председател е Бог Николовски, кој во овој момент е директор на Царинска управа на Република Македонија и бележи до сега рекордни резултати во дел на прибирање на финансиски средства. Само за пола година успеа за 123 милиона евра да собере повише пари од претходна година од неговата претходник. И тој е некој ВМРО модерно, тој предводи ga Бога Николовски, у тој ВМРО сам и ја член исто, а сум директор на АД водостопанство. Исто се правиме напори да ги консолидираме согласно надлежности, закон и човечки ресурси и инфраструктуру, да ги одобриме состојбото тие институции и на тој сме фокусирани. Затоа што народ на избори даде подршка на опција на ВМРО ДПМН и имаме обврска да ги подобриме состојби. Тој у поглед да функционираме како институција, согласно закон, да повише пари дојде во буџет на Република Македонија за да може да има за сви категории на кои е потребно да се распредели. Тој е некој ВМРО кој има кадри, кои су кумановци, кои живи во Куманово, или ви викате ми кумановци, а ние останати други, сви кои живи во Куманово, односно Кумановско котлино су кумановци, некои су дојдени порано, некои покасно во тој котлино, некои су населени у центар, некои су на Пчински пут, некои живи во Банево Трло, некои во Рајково куќу, Ајдучко, Чешмо, Пуковско, Пчиња, али тоа е општина, територија на општина Куманово, сви треба да ги има своји права, па дури и оние што су дојдени диво населје, тоа су граѓани кои општив, споделуев територија, споделуев културу, споделуев вредност. И за нас како општински комитет и како политичка опција која е присутна во Куманово, која не е разединета, него како никогаш до сега е обединета, единствена, и која има јасна визија и цел, и цели на действување, и која за овој период од како смо дојдени на власт оставља значаен белег на политичку сцену, како на национално, така и на локално ниво, во поглед на одговорност, честност и дисциплинирано вршење на обврски, што ги добивав луѓе кои су номинирани и поставени од страна на општински комитет на ВМРО ДПМН. Зашто се викамо браќа, а зашто други се викав другари? Не се викате ви браќа, вие се викате брату. Па ја не сум га чула тоа дека се викамо ми брату куде си у и состои пуно у, него дека се викамо брат. Брату, и функционирам. Еве Миро, дали си чуја ти дека се викав брату? Брату. Викамо се брату, што? Што смета да се викамо брату? Ми се викамо брату. Иритира малце, па ми што не се викамо тако, зар не смо браќа? Брату. Па не знам. Одлучете се сами што сте. Па добро, ви може да бидете и сестра. Така е. Ја имам још едно прашање. Водичко има. Хемиски аспект или биолошки сет? Не, од кинематографски. Добре, може. Кинематографски. На здравје. Не се пинуја после. Има еден документар, старен, може да си го чуе, може да не, за воду, дека вода има емоција, дека препознава емоција, дека другачи прави кристали, кога кажуваш на чашу воду, мрзуте, саканте. Гледали си? Тоа е руски изгледа. Ја мислам дека е руски, една хрватски извор ми кажа дека е јапански, ама тоа е, гледаја си го, значи. Дека има меморија. Дека има меморија, да, препознава емоција. Стварно ли воде генерално, па и у Македонија ќе биде еден ден ќе ги руководи големи корпорации? Има ли таква тенденција, што мислиш? Тој да би као мултинационални или само корпорации? Па мултинационални, сега, например... Влазаш на тој ниво, дали ќе су тие мулти или национални? Па, најверојатно нема да се национални,
најверојатно. Него дали постои таква тенденција и у свет и кај нас дали да корпорација приватни ги преземев вода, зашто знам например на Блиски Исток Нестле, што на мене сеќање ми е за чоколаде, за млеко, е уствари вода, истопонесува се с вода. Каква е тој тенденција? И дали вода ќе го запамтите меморија ќе биде разочарана или не због тоа? Па надам се дека после емисија овај вода ќе го има, ќе биде во добра форма. Па поосмесено вие позитивна енергија. Ќе го осветимо. Дали мултинационални компании, надам се дека нема да успее во Македонија, нема да се реализира. Цела Светска банка има една студија, Рита Цести го е предводила, опфаќа територија од Хрватска воде до Грчко и од Бугарија до Албанија. Исто су направени истражувања за си капацитети и квалитет на вода, микробиолошки, физички, хемиски, какви су и колку су добри за користење тие воде. По тој програму на Светско банко и македонски ресурси водни су били испитирани, реформи кои су биле спроведени од Светско банко не су довеле до подобрување на управување на воден режим, напротив су го вратиле на по недостојно ниво, ако може умерено да кажу. Меѓутоа, с чекори што ќе се презима во иднину, ќе успееме да го нормализираме тој дел и по узор да кажу, по пример на Словенија, иако ги има богатства како што се шуми и други, вода посебно место ќе заземе и ќе се внесе устав дека водите во Република Македонија припаѓаат на народот или на граѓаните, од граѓански аспект како збориме, на Република Македонија не може да станат предмет на и цел на продажа. Мислам дека се задоволни. По-детајно. Некој ако ми одговори у живот. За градоначалника да не го спремам. Не знам нешто. Ајде ќе прашам овие горе, знам. Да. Не знам дали ги пратите, јас сум мисло наред. Не знам дали ги пратите. Повеќе прашања им поставljate, помалку фрлјам. 6. Добро. Не фери град, што да ви кажу, али ја доби 6. Тој треба да е, дали? Не гледам више, верувате. Ви сте наред. Единица. Ама примерно однесување. Повелејте што би кажале струмичани. Пратите ли го Кумановску анкету што избацуе интензивно у последни неколку дана прашања за евентуални кандидати за градоначалника на Куманово? Пратимо го, да. Да? Ја напиша на чат GPT кој стои позади Кумановску анкету. Нема да ми веруете. Чека да пину воду од овој добро воду. Пините малце воду и не ви... Кој стои кажем. И не ви пуштам воду под гъс, што викав Кумановци, али позади Кумановску анкету чат GPT ми кажа дека стои Мартин Костовски. Он се занимава с политику и мисли дека има право да пушта анкета. Да се... Колко сте... елоквентан. Колко сте не елоквентан, него колко сте политички коректан. Он се занимава с политику и има право да пушта анкету. И да види куде се наваѓа. Кој е, како гледав на njega Кумановци. Судека треба да знае. Може ли да ви кажу еден виц? На очи што викав наши сограѓани. Може ли? За анкету се работи. У две села или у две мале, у едно исто село, ајде да кажемо, од разбиен или збиен не младо нагоричано разбиен тип. Разбиен или збиен тип. Збиен малце. Значи мале две, дошло се до сознања дека од едно малу мушки полни органи су 15 сантиметра, а од другу малу над 25 и над 25 сантиметра. Кад дошле људи да проверив како е могуќе, пиев исту воду од исту чешму, једев исту храну, аграрно земјиште исто и така натаму, дојдев до заклучок дека таму каде што су измерени 15 сантиметра се вршило физичко мерење, а таму каде што су над 25 се правила анкета. Така да, мислу дека ќе го повлечете тој што го кажасте
за некога што политичара што има кумановску анкету на Facebook и на социјални мрежи и што го нели мислите дека тој е еден вид провокација на кумановско граѓанство? Затоа што еден ден се стави кумановска горила која што води, друг ден се повлече. Трети ден се стави ваш поштован и наш Боби Николовски, па се повлече. Што се резултати на едну анкету, освен на 25 сантиметра? И докад ке си ги мерите? Па, ајде да се вратам на... Се е СДСМ, ВМРО. Зашто? Уствари право прашање, сви су исти. Зашто луѓе викав дека сви сте исти? Судека ги измешасмо малку сега работа. Ја не знам ништо измешала, ја добив шестицу. И ВМРО СДСМ мислу дека одговори на едно прашање или проба да дам насоку дека Боби Николовски е човек што го првенец, прв човек, што кажа сте брату, што е брат, што е наш сограѓанин, кој е пораснат у Куманово и кој доби шансу да се покаже победи на избори како општински комитет, консолидира га. Значи победа на парламентарни избори значеше консолидирање на ВМРО ДПМН. Увек каде ВМРО консолидирано, кад не е поделено на фракции. Мора некој заслуги да ги понесе, тачно е така. Не е поделено на фракции, победуе. Али не само ВМРО и гласачи на ВМРО, него и останати други кои не припадав и не се у тој опција, даде со подршку на, како ви кажуете, разединето ВМРО кој победиле с 5500 гласови повише од Движење Знам, а с двојно повише гласови од СДСМ. Да. Че СДСМ е двојно после позиција на власт, каде што имаше премиера, министер за внатрешни работи и 15-20 на директори на централна власт успеа да изгуби катастрофално како резултат најверојатно на нивниот однос кон во институциите и мерките кои ги предложија или нешто друго, може да се информирани. Првото не ми е јасно. ВМРО предводено од Бобита доби на избори со 5500 гласа, не победи него, не можеше да изгуби затоа што играше тимски. И тај тим се консолидира, изголемуе, екипира и најверојатно на наредни локални избори ќе тражимо свој дел, дали удел на градоначалника, нормално удел на советници. Дали е коректно и дали Мартин Костовски објавува анкете, дали мислам дека е легитимност. Многу е легитимно, се зависи од негову перцепција на политику за да се наметне на граѓани. Имаја шансу у институции, у парламент беше прво службен вестник, па у парламент да покаже колку знае, што знае и колку може да направи. Согласно тој политички амбиент, пошто има са апсолутно власт. Така да, ако перцепција на граѓани се мери, кад го добие шансу што е направија, и каже, ја дојден од тој период, од тој службен вестник, после беше пратеник и успеа да за граѓани на Куманово, кој треба да го гласав, да направи тој и подобрене квалитет на живот. И ако политичари се мери по резултати како што го потенцира, пак ќе кажу за 6 месеца 123 милиона евра повише у буџет на Република Македонија. Има још неколку такви примери у држава, а потекнуев од Куманово, можеме да кажеме дека да, такви луѓе го води в тој модерно ВМРО. ДПМН, дали ќе се викамо брато или брат или сестро, или на друг начин ќе се ословуваме, и не толку битно, важно е кој ќе биде ефекти и што ќе добиев граѓани што су дале подршку на политичка опција ВМРО ДПМН да победи на парламентарни избори. И ќе дојде време кога исти тие луѓе ќе искочи пред граѓани и ќе побара повторно подршку, дали е подобрена состојба во некој сегмент или не е подобрена состојба. Добро. И дали е могало повише да се направи. И зошто не е направено повише. И сега, дали Мартин Костовски треба да прави анкету. Не Мартин Костовски, дали Филип Филиповски или Боба Николовски и Бране Петрушевски, што е еден за единица време, направија удел на подобрување, ако е тој мерливо нешто. Можеме како сакамо да ословиме човека. Единица време, нели сте тимски играчи? Дали, па дама време на нас
доаѓаш на власт, имаш период за кој треба да направиш одредени работи. И луѓе очекуваат да направиш. Добро. Ја би ги категоризираа на тој начин работе, односно луѓе би ги делија. Не кој куде седи, по кој улицу се спушта, него колко е кадарен. Него што види док се спушти до тој улицу, док да дојде до семафори. Па тротоар најважно, или семафори кои работат или не работат. Ја да консолидирам тим и сум тимски играч на подкастрување, на подкастрување. Тој не значи дека ја треба да имам аспирација, и ако сум добра и успешна у тој ја не значи дека треба да имам аспирација да биду режисер, jer ја не можу да биду режисер или извршен продуцент. Како Бобита Николовскога. Он консолидираја партију моќну, разединету, обединету поново, брат ли е, што ли е, наш човек е, како викате, добро дете, нема афере, нели за некога директор, нема скандали позади njega, добро дете, христијанин, демохристијанин, битни су ви и тие работи, али тој не значи дека ја треба да биду, како он што треба да биде градоначалник, дека ја треба да биду режисер. Зашто ако он не си го работи добро работа у царину, не си остане на царину? Зашто ако ви сте добро руководите, ви сте добар руководилец, ви сте добар економист, ви сте за АД водостопанство, ви сте оние што ни кажуете дека имамо воду у очи. Зашто ви не останете таму? Зашто мора да бидете еден ден градоначалник? Кој вас ке ве замени? Оливер Илиевски? 6. Тоа су мои збунети сте. Јас сум црвен, ви сте плава. Да! Ја дека све на лево фаќам, на лево. Само немој 7 да ми вратиш, само 6. Само 6. Да. Зашто иду на лево поише? А свугде победуев десни партии. Не е лошо. Чекам одговор. Дали ми треба да улегнем у Зашто ја да биду режисер? Зашто да. Боби Николски да биде ако е добро на царину за сви граѓани, зашто да не остане на царину? Која ви е градација на успех? Партиски кадар. Ја не сам, значи никад не може да биду директор. Например, на библиотека. Сега, дај ми просто да одговорам сега. Значи ја не може да биду. Разбрага прашање. Океј? Ви сте имале мисло за послување, виделе сте како тој јавен дел се Тоа ме интересира. практицира. Да. Не знам дали сте још или сте искочени од институција. Не сум више уште на институција. Не сте више институција. Нормално е први луѓе како предводници на тој комитет, општински комитет на ВМРО ДПМН биде ставени на мерење. И не сами да организирав. Ја не сум сигурен дека стварно тој Мартин стои позади анкету, ама и да е Мартин е тој трагично. И ако си некој дозволи да се лже сам себе дека е добар само за себе или дека позитивно гледав на njega граѓани па гласав за njega, мислам дека не е добар само за njega. Не, он уопште не се стави. Добро е. Не се стави он како кандидат во прво анкета. Добро е што и Боби Николовски, Бране Петрушевски како пратеник. Ја мислам дека не сум ни ставен, не сум ни помислија да улегну у игру за. Не, али некои луѓе ве предложиле и помислиле. Да. Ми треба да се измеримо да видиме дали и како гледав луѓе на нас позитивно или негативно, дали су задоволни од наши активности за овој временски период, ако е тој возможно да се измери за еден период и кои су ефекти и подобрувања. И дали смо останали исти тие луѓе или смо подобрени како личности, или смо се забравили, како што одредени политичари кога дојдев на власт се забравив, па го изгубив тај однос со своји браќа и брату што се викав и сестри, или останев на оние исти кои су били и порано. Иво Андрич вика дека добар човек е само унутрашња контрола да ga победимо зло. Па его, зло ако е его. Да, па е. Ако е Боби предводник, нормално дека треба да види како стои. Нормално и Бране како пратеник,
ја како директор, мада ја мислам дека не сум уфатен и не сум покажај афинитети дека треба да улегну Не интересира процес, дали ви треба да покажете афинитети, па после да ги видите мерни станице. У некој борбу дали треба да мину, меѓутоа нормално е дека ако искачате на понуду да покажете кадри кој вредив, нормално е дека ги ставите оние што су најдобри. Што има резултати. То не значи дека морав тие личности да биднев кандидат и дека ќе улегнев у трку за локални избори. Ипак политика е политика и у политику се прави нужни компромиси. Дечки, вода имате ли? Воду? Да ви донесу едно црево ако не. Абе гледам да играте Чичино. Играе ли си? Не сам играе. Озбилно? Преко Чичино или Чичино? Не бе Чичино. На 1 мај у проект. Стварно не си играе? Не сам играе, ама ише смо ми како порано каде имаше тие, сеќаш се или не? Ја не се сеќам на игру. Не на Чичино, Мичино, ама смо ишле како сеќаш се на базен или не се сеќаш док работиш? Градски базен. Куба. Тоа не е базен, си е посебан бија, Куба е посебно, и не е куде бија Кубу. под куде Кубу, да. Си е посебан бија под Куде дека се Бисерку, спортску салу е што и вие, на куде вас ви Бисер. остана рак рана нерешена. И Куба, и Кристал, и све. Зашто Никој не на може нас? да го... И на вас. Значи, многу е битен сврзник. И што на базен, извини? Па на базен, наше детство поминува у лето. Ишла си на базен, сеќаш се, Куманово сега нема базен, има еден од затворен тип и едно помало базенче, имаше олимписки базен на времето. Сеќам се. У театар, например, идеш? Куде, у кој град? У кој град? И у кој општина, ајде попрецизно. А кој уопште? У кој општина тој има театар? Или Исто за базен изреновиран? театар кад имаш, а? Кад имаше Како збори? едно време, сеќаш ли се? Он се сеќа на моje бикини, за тој га спомнува базен. Ама А има на театар што? Ама има пуно глумци у Куманово, ако нема театар. Има Или не функционира. Објект се реновира, тако да кад ќе се изреновира има да има повише сеги. Банево требало боле беше кад вадеше глумци на политичара, можеш да признаеш. А, добро сега. Многу е Кажи, коректен, вика добро сега. Да, Добро сега и тага. чува. У тој минато кад вадеше, Ја викам исти су кад сви. ќе вади и Која е разлика? види, тие луѓе су ипак живи овдека у Куманово, дали у Банево Тргло или Рајково куќу, или у Ајдучко Чешмо или у Пуковско и Наши су. туја су наши су. Наше Кумано. Наши Порано, што вика. порано или покасно, Само ги што сретнемо на улицу. Сакале да ги видимо или не, тие смо, пошто овај котлина Кумановска ги обединува цел регион луѓе што су дошли од економски причини да живи овдека и су направиле куќи. Веројатно тој време. Тоа значи дека треба да не заебавав ако су дошли од... Ма сега ќе се вратиме назад. И јас сум од таму. Ќе се вратиме малце. Зорана Љуткова, знаеш? Да. И ја го знам, што го нема у Куманово. У сви градови туде по театри кога не знае нема нешто људ да не. Па не е Љут, ако му е презиме Љутков, не значи дека е Љут. Тебе мене дека име му е Зоран, па ми е малце. Тоа е малце незгодно ми. Ќе дојде, ќе дојде. Ми сме уствари само една, од увек биле. А како ми се чини ќе останемо? Се околу петки се вртиш ти. Све околу петки. Одличен успех. Да. Ми сме уствари една само транзит земја за мигранти. Што смо ми? Каква смо ми економија? Каква смо ми држава? Ви сте го наpunile буџет на Републику Македонија. Тоа го упорно потенцирате. Бегате како ѓаволот тамјан за тој северна. И потпуно ве разбирам, затоа што у еден подкаст нарочито нема потреба да се спомнуе северна. И нема да идеме у тој крајност, до тој север, како на Game of Thrones, зашто таму студи и не ни е пријатно на сви. Дозволи ми на сите институции. У државу су, еве у Куманово, пошто разговараме за општина, територија на општина Куманово и на соседни општини, су луѓе кои су тук пораснали, с такав менталитет, приступ до работа. Тај генеза на капацитетност на луѓе што управјав со сектори, со раководители на сектори на оделенија у општине или у државни институции. Сигурно дека тие луѓе потенцирасте некој да стане раководител или директор, дали треба да е припадник на политичку опција, треба да е квалитетен. И тој еден градоначалник
некој замислен што га отварате, дали треба да биде име и презиме или треба да разговараме за капацитетност на човека да обедини све што е квалитетно, капацитетно, да се усогласи, да се консолидира, да искористи како преска за консолидирање на домено, да јасно дефинира цели на движење за одреден период што може да се подобри состојба, и тие екипирани луѓе тачно да знаат во кој правец ќе се движи. И ја би разговарал за такво едно решение на првога човека на општина Куманово, кој ќе има визија и ќе влече потези сега краткорочни, среднорочни и долгорочни за 30 години. Што еден цевковод вода не ви доаѓа пешки од Липково, треба да се санира. Некои генерација 60 години направиле цевково с одреден пречник за да има дотур 220 литра во секунду до фабрика за вода. Тој се зголемило на потреба од 400 литра проектираност на фабрику за вода која се преработува и се дистрибуира до граѓани кои го користат за да го пиеме ми овој вода која е негде акумулирана, постои вештачки објекти, да се дистрибуира до друго предпријатие кој прифаќа тој вода и го дистрибуира до вас, треба организиран систем. Тај организиран систем што се уредува се одредени закони, треба да биде раководен од луѓе. Тој прв човек што треба да биде име и презиме или смо нас те капацитетни политичари од минато или од сега што екзистирав на политичку сцену, треба да покажев и да дадев на граѓани јасно визија што они мислив и како мислив да управља с општина Куманово, согласно с надлежности кои ги има општина Куманово да организира одредени институции. Како тој ќе го прави, с кои луѓе ќе го прави, како ќе го подобрив капацитетност на тие граѓани што треба ви, кад се ви возите па ви скочи некој животно, крава или коза, да не се случи такво нешто или може да се случи и куде треба да го тражите одговор на тој прашање. Граѓани како у Македонија, така и у општина Куманово заслужуваат увек подобар начин на организираност. Бити мора да кажу дека сами тие граѓани кои изникнува и изнедрував од територија на општина Куманово е некој НЗС на капацитетност. Дали су увек најдобри биле поставени на прави места? Сигурно дека не. Дали су биле други критериуми? Како одговор за уиднено и за предстојни локални избори и поставljање на човека кој треба да се изменаџира, да се надмине сам себе, да има визија, да ги селектира најдобри луѓе, најкапацитетни, да ги поведе и да разгледа како се тој уредени у некои уредени општини на север, на запад или на исток, каде има добро организирани предпријатија и функционира и дава квалитетна услуга од свак аспект на организираност на локална самоуправа, да се тој стави на хартија, да го види в тековно состојба каде нас и да донесеме еден мастер документ во кој правец ќе се движиме, уподобрување на тие работи, ви што ги кажувате, како не добро квалитетни, не на ниво потребно за амбиент за живот и услови за живот. Вие ако сакате да извадите документ сега за матично ниво на родени, куде треба да ги извадите? Да отидете, куде се наваѓате? Зашто се наваѓа Обединје? Кој го однесе тама? Кој го пресели да ви од центар на Куманово, да нема еден објект куде што може да се смести матичен, за да извадите потребен документ куде сте родени? Може ли да разговараме за суштински работи кои ќе ги подобриме и ќе ги поправиме? Поведете, господин. Водичка, може да шмал? Не, брату, господин. Брату! Нема лабаво. Имам едно прашање. Две. Преска почна па нега довршиме. Која е разлика помеѓу реко Црндрим и реко Куманово? Уф. Црндрим има и силно подрачје, а Кумановка... Сливно подрачје е? Кумановку го правив за кумановци, за кумановски водо, викав дека пиемо од повеќе реке воду, затоа сме малку такви. На три страни. Може никад да се договориме и да застанем по за едну идеја или по за едну каузу, за да
сви напред идемо. Факт е дека кумановци поголем дел од територију каде што се донаса вода е од акумулација липкови глажња и единствени извори за надување на воду со липкови глажња. Има два алтернативни бунари или проевци и убедени, ама тоа е минорно. Да, тој се алтернативни, ама тоа е нешто минорно, незначителна количина на вода. Знаеш зашто те прашувам? Многу ми е чуден однос, сега ја колку разбирам воду, разбирам толку колку што го пију. Црн Дрин искача река од езеро. Значи не може да пресуши док постои езеро. Наша река, Кумановка, проваѓа преку езеро. Да, значи проваѓа, извира, па има свој тек. Кумановка исто тако е. Иде преку Косинка, Липковка, па се приклучува која... Липковска река е стопирана со изградба на Бранов Липкова и на Глажов горе и тај река после има некои извори кои го прави од Липковско и Коњарско, Липковска и Коњарска, го прави Куманов, да. И после Кумановка се улива. Значи исто Кумановка прочистителну станицу испод прочистително шупли камен се улива во кој река? Опчиња. Сега, значи Куманово и Кумановка истечува од езеро. Значи не може да пресуши. Не сме до ние реки. Не, тоа таму се испушта биолошки минимум за да не пресуши река, односно за одржување на животински среда. Заштото не го искористимо, не ми е јасно зашто наша Кумановка не е како Дрим. Пуна, чиста, кејло, луѓе шетат. И може ли тоа да се направи? Кумановка да е чиста, да е до свесност на граѓани или до свесност на управители на институција кои се раководни вода, или е до двете? Или факт е дека Куманово има свој колекторски систем и го прибира фекалну канализација и го прочистува и меѓу први општини у држава требало да испуштаме од втора категорија вода од акумулација од втора категорија и се испушта, презима се од водостопанство до водовед Куманово фабрика за вода, дистрибуира се до граѓани, користи се од граѓани, с канализација се пробира и носи до пречистителну станицу и ту пречистителну станицу се прочистува и се испушта од втору категорија повторно како што е било првобитно положено. Можеме Кумановка да го направиме? Дали можеме Кумановка да го средимо да е чиста и тај еколошка компонента е многу важна за нас. Факт е дека има граѓани кои се несовесни, кои фрлјат одредени предмети во реку, испуштав одредени субстанци што од еколошки аспект е поразително за сви нас. Меѓутоа тој функционира, сувек имаше и неколку обиди да се тој спречи во населбо таму на каде средорек, продолжува и за нас сви е трагично што не можемо, дури и ова несовесна урбанизација не остави простор да покрај Кумановско реку се поминува од лево и десно страна, имаме шеталишта не само на еден мал дел. Сигурно дека треба да биде предмет на шеталиште, па да се прочитаме до Проевско воду, ви го спомнасте. Проевци имamo сега репрезентативен прашање, па да тражиме објект. Што може... прво се прашање читам. Да сте, што би било как би било зборено сега? На функција градоначалник. Први 3 работи односно треба да се смени во градот. Првите 3 работи? Најбитни 3 работи. Ја не се наваѓам улогу на градоначалника, не сам не само Куманово куде и да си треба прво да ги консолидираш човечки потенцијал. Постојна инфраструктура е постојна, за да се обнови, ревитализира или догради за едни генерација, треба да имаш капацитетни менаџери. Тие капацитет на менеджмент на локалну самоуправа е од примарно значење. Прво би направиле екипирање на постојен кадар, подобрување на капацитетност на тие луѓе кои управјаат со тие сектори и предпријатија, јасно дефинирање на визија и правење на мастер документ у кој правец ќе се движимо, тражење на финансиски средства од национален буџет и од финансиски други извори, од финансиери од фондови и нормално јасно истакнување на тие придобивки кои ќе се добие со
с реализација на тие капитални, грандиозни, да ги кажеме за нас високотрошковни проекти и што ќе добиеме после одредено време. Значи да ми ќе потрошиме толку и толку финансиски средства од буџет на Република Македонија или од буџет на кој ќе ги донесеме или ќе го задужиме општину, мада ја не сум поборник на задолжување од кредити и такви работи. И с тие придобивки, ќе кажеме, ми ќе направиме за толку и толку финансиски средства с овој јасно визију, такав објект или такви амбиент ќе создадеме со кој ќе се подобри квалитет на живот на овие луѓе кои живеев и екзистирав овде. И тоа е многу едноставно. Постојало уминато, треба само одма да ваѓам дечко да се бунете. Направиме. Спомнавте компетентни кадри. Што може, сега да не збориме што било кад било, тоа ме праша. Како може, например, у вашу струку, или руководени со вода и водни ресурси, културњаци да помогнеш? Да помогнеш. Дали ги гледате негде? Дали гледаме ги апсолутно. Ова еколошка компонента многу е важна. Да не го загадуваме воду, пошто крај на едно општина е почеток на обично извор за друга општина. Да. И ако сме свесни дека ако не го загадуваме ту исту воду, дека тие семејства имат своји роѓаци другу општину кои го конзумират тој вода или го користат за други намени, дали од бунари или зафати кои се води до повторно фабрику за вода, не би го загадувале, пошто за вода е карактеристика што се просторно наваѓа на целу територију, површинскија покриеност, агрегатна состојба е променлива зависност од годину кој се наваѓа, од временски период, осетлива еколошки, културњаци а ви можете, Кој сака да каже оние кампања подигање на свест? Да направите само иницијативно или да бидете поддржани, нормално кад би имале куде и у кој системски поставени процеси, па не процеси би ги кажа тој како тај локална самоуправа уминато, Куманово е пак се врату за да дојде до одговори, многу малку кадри, професори по физичко. Искочено е, имамо олимписки прваци, победници, врвни спортисти, индивидуален или колективен спорт. Сега имамо многу професори по физичко, по физкултура, а немамо резултати у спорт. Како тој можеме од масован до врвен спорт да го организираме и кога имамо надлежност. Едноставен пример ќе ви кажам. Не, директорски, стручно, све, како било. Како ќе биде? Се допада или ви се допада? Не, како ќе биде? Како било? Многу паралеле. Како било е многу враќам се назад за да покажу како е било, затоа што е многу лесно остварливо. Можеме тоа да го оствариме, нема вруче вода и у проект, се знаеме куде. Така треба многу едноставно да седнев тие што треба да седнев и да кажем дека ми во овој правец ќе се движиме за спорт, за културу. Имамо Центар за културу или културен дом од порано, што е функционираја за разни секции за да може или пионерски дом за да отидат млади деца и да негуев традиционални вредности. Па кој да каже? Земе се некој партиски кадар, док га ви утврдите или ми, или некој што седи у штаб, некој што одлучува, док га утврди капацитет, док га изгради капацитет. Немате ли, нели га делите мишљење с мене дека ми ги постојано, сви овие години откако сме независни, радимо само капацитети. Док га изградите ви капацитет, дека некој треба да дојде и да биде руководеќи, фактор е, менаджер, свиѓа ми се тој, да менаджира, прво у партију, па да консолидира, па да ги изгради капацитети на некога потенцијалнога кој што може да биде менаджер, на вас ќе ви пројде мандат. Па не се слажам со тоа, затоа што ми улегнасме у институција. Резултати. Ја потекнуј од водостопанство и бидна у водостопанство директор. Боби потекнуј од царино и бидна у царино директор, и затоа што видливи резултати, затоа што ги поставаме прилike, не сме почетници у тие институции. И тој се покажа добро.
Ја нема да кажу за мои резултати, јас сам направија тој и тој, во водостопанство толку сам вратија 1.200.000 евра, дугови поранешни, толку плати сам исплатија самостојно, состојба е толку била лоша, па јас сам го подобрија, ќе треба време за да тој с работу се покаже и на завршно сметку. Време не сгази, гази не време. Не можете, видите, една работа е дома да направите, да земете сега да го испиете во чашу воду, а у едно големо организација или на државно или на локално ниво, планирање е најважна работа и кој тој све ќе ga спроведе на дел. И колку е капацитетот тај некој да се упушти во менаџирање. Да ga тој едноставно спроведе. Не мора да биде менаџирање. Да отиде и да му каже, слушај, имаш подпишано закон, па од закон подзаконски акт и тој те обврзува да поступиш такој, за да тој корисник од твое поступување има квалитетна услуга. Се доваѓаме до на крај, се што ќе се направи и потроши од општински буџет или национален државен буџет, колку ќе се подобри квалитет на услуга и толку многу едноставно. Што треба? Мултифункционални да биде проекти. Дали ќе се од култура? Дали култура ќе биде ставена глумци што ги имамо функција на еколошку компоненту на општина Куманово и ќе се покачи свест на граѓани, ќе допремо до одредени целни групи, тој зависи од луѓе што управљаат и соуправљале. Пак ќе кажу, посветени смо сега, тие што смо отидени Бране Петрушевски парламент, Павел Царинско право јаво АД водостопанство, за да ги подобримо состојбата таму и верујте дека ќе ги подобримо. Дали тој ќе е доволно, не знам. Меѓутоа, имамо многу добар тренд во подобрување на ситуација. Можу да констатирам и да кажу дека многу тешко е состојба на кадар што е таму вие од неработење, неќу да разговарам, претходници наши биле многу лоши, па виде се на избори, они ги изгуби се избори дека народ не е задоволен од начинот на практицирање на власт. И тој завршуваме с ним. Треба ми што ќе направиме за одреден период. И многу едноставно. Има 6 месеца, Филипе, што си направија за 6 месеца? И тоа е нешто мора да го има на хартију, да е констатирано и доказано. Тоа е нешто за кое треба да е репер за кандидата за градоначалника на Куманово. Не име и презиме, анкету правиме. Тоа значи да, завршуваме. Кој е кадаран, кој е сестран, кој е зрел да е надминат сам себе и може да се упушти да менаџира општина како што е општина Куманово. С овој одговор сега, последен одговористе ми на претходни 3 прашања, а тоа е дека оној што беше подтекст на мои прашања претходни, тој значи дека ако се кандидира нели подкаст, нели да подкастримо сега убаво до крај. У наш стил, одговористе ми на прашање дека нема уствари да го поддржите Максима Димитриевскога ако се кандидира за градоначалник. Овој не ми се свиѓа двојка. Вие уствари кажасте дека нема. Со све овој што кажасте, со све овие капацитети, пажи го гледам да не почнеш да играш и да ги движиш и мои, пошто гледам дека полака почне и за црвени да играш. Ама не ти дозволуј. Добро. Ке ги играм и двете. Многу вода овдека, само да не се удаву ке гледам. Дали ВМРО ДПМН ќе го поддржи Максима Димитриевскога или негово опција? И дали е задоволен од негово менаџирање на општина Куманово? Тоа ли е прашање? Не е тоа прашање. Не е прашање дали ќе го поддржите. Прашање е зашто нема да го поддржите. Не знам, ја не сум размислуваа за тоа и не сме дискутирале дали ќе го поддржиме Максима, негово опција или ќе искочиме со својга кандидата и ќе Зар не сте ствар? Дали ви мислите дека имамо ми кандидата кој треба да после Леве Левичари знаем да се пофалим дека од 20 година победува во Куманово? Ви немате кандидата, освен оние што ни ги пласира Кумановска анкета. Состојба на општина Куманово е како последица на менаџирање на левичари, да? Нели е дојдено време да десна опција дојде. Па левица е контролирана десница. Дојде. Ви контролирате све. Дојде некој од ВМРО ДПМН, брату. Кој? Како на пример? Па тој што
би се најдобро справија с состојбе кои се општено Куманово и кои нема да се изгубиу. Многу ми е тој општо кажано. Ти што најдобро би се справија со состојбе у Куманово. Име и презиме. Не. Општо тој многу, ами женерал ми многу звучи. Некој што би се, еве ја би се најдобро справила со состојбе у општина Куманово. Добро, ама мора да имате, значи, мора не да било кажасно. Имамо временски период, не, и имамо што се направиле. Имамо временски период за единицу време што е резултат. Нормални луѓе, направила сам све што може најдобро да се направи. Мила сам очи на у Проевце. Јавно сам критикувала зашто под чиво концесионерство е Проевце, вруќа вода што го кажаст. Направила сам у момент најдобро што сам мислила. Пријавила сам ga тога у инспекцијски службе што не ме осигураја, не ми плаќаја здравствено и социјално. Бойкотирала сам за високи цене. Направила сам све што е у моју граѓанску моќ. Едино нешто што не сам направила е што не сам дошла на ваши ВМРО-вски средбе да дојду и да кажу добар дан, пошто слушам помагате на луѓе. Што можете ви да ми помогнете на мене? И што уствари кажуев луѓе? Освен што се жалев. Чекам да видимо. Ќе да видимо. Ќе да видимо ако ga најдемо. Двојка е, не ми се свиѓа. Може да поновимо? Двојче. И плюс беше на калъч, нели? На калъч. Па добро, ке. Знаеме што е на калъч. Ке почну преко да гледам преко ред. Што кажуете ви? Назад едно. Не, ја беше туја, ово е четворка. Добро, ај. Још не улегна. На моју си страну. На моју си страну. Шестица е. Немам што да кажу. А нели ка извртес му круг и ја требаше да улегну? Да. Прва? Видиш што е политика. Демек е поштен, наврати и... Ау! Враќам ga потес, значи не ми кажа, не му се свија зашто лево иду. Не, ај у круг да идемо. 1, 2, 3, 4. Прва улегна у куќу. Не. Другари, ја дојде само да ви кажа едно накратко. За 5 минути затварамо, горе све е пијано, пари све су ги потрошили, више немам, ви иста немате. Воду имамо ли? Вода има. Едно работу ми каже другаре. Многу специјално. Да, нели брато, како другаре? Брато, немој другаре. Право се извини. Чека за брато да го види. Чека да пину воду малку. Ќе го виделе овој град или не? Куманово, како општина. Не мој град. Не, добро. Ќе го преформулирам прашање, односно ќе го сменам. Ќе биде ли оваа општина град? Град дали ќе биде? Урбанизиран? Не урбанизиран. Има ли нада за нас млади? Само мафија остана, Па не? има. За нас јави кампања. Види, едни најмлади, само не треба да чекав многу за да дојдев у ситуација да мислиш ли дека чекав? Можев да делувев. Мислиш ли дека чекав? Млади или млади на врат? Тие кои ќе треба да ги повлече потези и кои ги влече потези и кои проектирав за идни млади генерации. Клучени ли се доволно млади у донесање на одлуки во градот, па и у државот? Дали су доволно уклучени млади? У донесање одлуки? Па мислам дека не. Брату, завршите брзо, морамо да идеме. Одличен шлагворд ми е да прашам. Да живим у Србију. Дали би се приклучиле на протести што ги организирав студенти? Ви. Па не ме враќај назад, ја протест за Елена Божиновску ме апсиса. Не ме тире за протест. Не знам дали знаеш, не ти, ама структури на местиства. Ја не сум тај што враќа некога назад, на базен и у време у кое што смо живеле, 90-ти години. Ти, Филиповски, ме цело време враќаш назад. Ја сакам напред да иду. Дали, со студенти. Добре. Без некој да ме обвини дека сум платеник на некој ушарен револуција. Се реновирав и ќе бидат направени у многу добро состојбе во Македонија. Влада предводена од Христијана Мицкоска како премиер
И вице-премиера кој на официјален профил вика живела Србија, и Вучич, и дека ето обоена револуција што се дешава. Не само дешава. што ќе ги подобри состојбе, нема политички да звучи дека еве ми ќе направиме тој и тој, ќе се види ефекти од работа на овој влада. Не су биле состојбе, сме дошли на власт и у добру позиција. Држава и институции су били у катастрофално состојбе. Не само како стартна основа имамо ми право 6 или 9 месеца или годину дана да ga санираме оној што е претходно било лошо, него многу работи су испуштени били од руку и унакажани, кумановски да кажем. Да зборимо за амбиент каде нас што е. У Србија се дешава тоа што се дешава и ќе видиме како ќе се случи напред. Каде нас умресва, луѓе нема разрешница. Дете беше убиено. Па ми не правиме протести. Видео да давам одговор на тој од аспект на водостопанство или од аспект член на општински комитет? Од аспект на Филип Филиповски, граѓанин, Citizen Kane. Безбедност со сообраќај и искачање на животно на пут и тоа што се дешава. Суреалност, како последица на промена од 90-ти години. И промена на система и ми не може да избегаме од тоа. Дали ќе треба да работиме и да се надаме дека треба да ги подобриме состојбе? Да. Кој? Сви. И тај вклученост, инклузија на свакого едного што е капацитетан и мисли дека треба и може да допринесе, у која институција треба да создадеме како политичка опција ми да биде вклучен, да му се даде шанса да твори. Глумци за екологија, за подобар амбиент у град Куманово, за подобрување на состојбе на свак сегмент. Не да тражиме одговорност дали влада предводена од Христијан Мицкоскова ќе ги подобри состојбе, ќе ги подобри и за овој период ги е подобрила. 200 милиона евра су надокнадени, дефицит кој пари су фалили у буџет и се стабилизира состојба од аспект на финансиско состојба и ликвидност на буџет. Предпријатија кои су били исто заглавени, кои су биле задужени, кои работни навики кои су требале работни задачи да ги врши луѓе су биле се уништени. На тој работиме ми сега во момент, на подобрување на состојба. И овој не го кажуј за да како Филип кој е кадар на ВМРО ДПМН, па е у институцију, па да ми се нешто правдамо дека работиме, не подобруемо ги стварно состојба, не се ја правдам. Многу е хаотична состојба. Гледаш дека избегавам да кажу кој состојба су били институција кога смо дошли. Ма нема да збору за тој. Да, Ивана, многу треба да се работи. Дали ќе е тој доволно, колку и да работиме, веруј ми дека тие луѓе су или дел од општина Куманово или дел од некои други општини, Скопје, дојдени у Скопје и си заедно работиме. Многу е тешко да се погрене системи, да се доведе до едно нормално, функционално состојба држава и сви тие предпријатија. И ми ќе се бориме да го подобриме тој состојба, за тој надеж е било каде граѓани да го смени в претходно власт и да ни даде шанса на нас. Ми тој довербу треба да го оправдаме. Тоа е многу едноставно. Затоа Филип стане у 15 до 6, у 7:45 на работно место и работи нека. Тоа е дел од карактер на Филипа. Филип е воркохолик. Дали е ВМРО-вац или не, он е воркохолик. Свак некој мора да се посвети тамо каде што е за да сам пред себе и пред своји сограѓани, пред оние луѓе кои што припада у политичка опција, комшија кои што живи или пријатели што го познава и роѓаци, биде вгорди на njega, а пред себе негови родители и најблиски негови. И само он. Да, свак тој што ќе го добие шанс, треба да го оправда тој доверба, тој поверење. Све друго е, ајде, не љути се човече. Не љути се човече, ја победи. Прва улегна у куќу. Немам време целу партију да го изиграм. И затоа, ако дојду на ваши средбе, што ги организира општински комитет ли га викате, штаб, како га викате на ВМРО? Не га викамо, тоа е согласно. Како се вика, тоа е статут. Да, има у сваку општину има општински комитет. Ако дојду ја и ако кажу, имам сознание дека 2001 годину у Куманово команданти вентили не ги затвори вентили за Куманово да нема воду усред лето.
како ќе ми помогнете ви у интерес на граѓани да се направи не пропаганда и со што ќе допринесемо за добробит на сви нас после такво едно информацију? Дека не ги затворија вентилите. Не ги затворија командант вентили. Дека су биле отворени вентили. Вода у 2001 годину затварач глава на Брамо Глажни у тој период имало доволно прилив од притоки у акумулација Липково и се затварач на Брано Глажни бие затворен. Проблем настанува што се отвара вентил на Липковско. Акумулација и вода од Липковско акумулација истечува. И теза дека командант вентили го ја затворија вентил, не постои вентил, има затварач на Брано Глажни, а вентили на Липково се биле одвртени, така да сето е обратно од тој што го ви знаете. Значи, ја ако дојду, ако ви го кажу тој, ви ке ми го кажете овој и Куманово само остана без воду у најголему вручину и никому ништо е у овој држава. Не, Куманово не остана без воду, еден период немаше водотурна вода 2001, имаше конфликти и јакат беше директор у Кумановско-Липковско поле. Покасно искочи дека сви тие укажувања, бунтувања од моју стран према ЈП Водовод Куманово су биле исправни, затоа што неплаќање за надоторна воду доведува до нефункционално водостопанство. Тој све се покасно одрази на национално, на државно ниво и АД Водостопанство мораше да добива дополнителни стотици милиона паре, финансија, за да подели плато. Значи, има закон, предпријатие работи согласно закон, и ако некој нешто добива, треба за тој да плати согласно некои уредбе или официјални документи. Не може поединац да си дозволи да игнорира одредени обврски што треба да ги направи у тој институција каде што е. Куманово има сигурен дотор на воду и во овој момент има дотори и преку систем за наводнување на воду, за да трошкови со супомпување на воду од бунари убедиње се намалив и не постоив, а вода се дистрибуира до фабрику за воду од Липковска акумулација. Ниво на водостојна акумулација е низак поради слаба хидрометеоролошка состојба и поради остареност на тие водостопански инфраструктурни објекти. Официјално, добро кажам. Стручно, елоквентно, како економист. Како човек, ја морам нешто да ви признам, затоа што многу фер игра сте, ја покуша неколку пута да ве превару, али око соколово имате, пратите све што се дешава. Диоптрија добро. Да. Поштена ли беше победа? Дозволите ми да ви го поклону овој и не љути се човече. Филипе Филиповски. Благодарен Иван Отказ. Многу фала. Појмите.